Што тебе ти е лесно, жена на спортист. Ама вие не знаете позадината кога живееш со тој спортист како е? Јас не ги избегнувам скандалите, едноставно не ги креирам. Јас со 2-месечно бебе се селев поради спорт. Знам да бидам импулсивна и опасна. Многу си осамен, немаш со кого ни кафе да се напиеш. Прво, немаш време за тоа да го направиш. Второ, немаш ни со кого. Александра Јанева нема да биде никогаш Александра Јанева во друга земја. Ако треба да имам, Господ ќе ми го даде. Да се запрашаш дали навистина ми требаш ова. И јас дознавам после 1 месец кога сум јас бегнам. Дали јас некаде погрешив. Ако тој падне психички, ти си тако што мораш секогаш да го дивеш. Не сум до толку тика. Една светла точка да го живеат животот. Не можам да легнам. Само потуше. Само чека да ми помине бурата и дека. И ќе биде решено, да. Зова Македонија, добродојдовте во вашата омилена Stars TV шоу. Седнете, опуштете се и уживајте. Емче убаво ви кажа, јас само ќе се надоврзам дека 19:30 часот Канал 5 телевизија, најдобрата фреквенција, каде што започнува вашето омилено шоу, каде што ќе ги слушнете најискрените разговори, најгласните приказни. А за тоа ќе се погрижат нашите две гостинки, тоа се всушност две прекрасни дами кои што носат две многу слични приказни, но толку различни. Тие двете се жени на ракометари, двете се, едната е бивша пејачка, другата е сегашна пејачка, двете се жени од јавниот свет, едната го чека најубавиот период од животот, а другата веќе го живее. Така што ве молам со еден огромен аплауз да ги поздравиме прекрасните Александра Јанева и Зои Блаш. Победете, девојки. Зова. Ајде, ете така. Како сте ви? Прекрасно изгледате. Ајде, кој како сака да си седне само. Епа, девојки, морам да ви кажам најпрво дека прекрасно ми изгледате двете. Фала многу. Едната ни е прв пат кај нас во студио, а другата има едно мило стомаче таму покриено со сакото. Како сте ми? Одлично, секојаш најубаво во ваше друштво покрај толку две убави дами. Фала Секојаш многу. убаво. Фала ти, Зои, како сте? Искрено, извини што те прекинувам, многу ми е драго што се гледам со Зои после толку долго време. Ова беше практично изненадување за мене, не знаев дека ќе бидеме двете. И она не заедно знаеше. во емисија. Се немаме видено долго време и баш се радувам. 1 година се немаме видено. Да. Па може и поише. Да. Ете, по мене баш ми е драго што ете така случајно излезе да токму вие две бидете кај нас во емисија. Јас мислев нешто сосема друго, некоја тема дека ќе може да се спои, а вие сте били и претходно познанички, другарки, како и да е. Зои, ти си ни прв пат кај нас во емисија и ми кажа дека имаш дури минимална трема. Да, тоа е чудно за мене. Пошто ја обично многу сакам да зборам, ама да имам и фала многу сум стрекна што сум тука. Кажи ми, дали на ова место беше тоа реалното шоу? Да, Тебе може би заради тоа нешто емоции се враќа, викам каде треба да дојдам. Да. Чудно чувство, знаеш? Чудно чувство, кога се После враќаш 11 години. 11 години поминале од тогаш. Да. Како лета време. Лето. Јас со мојот сопруг сум 10 години заедно во август, тоа ќе правиме 10 години, да просто не ми се верува. Сега можеш да замислиш пример да бидеш дел од некој реално шоу? Не. Не. Си ама во твое реално шоу, од дом. Јас имам мој реално шоу, апсолутно. Се во свое време. Александра, тебе не можам сега да те прашам дали би сакала да бидеш дел од реално шоу, мислам дека ситуацијата не дозволува. Доволно ми е ова реалност. Изминативе неколку месеци. Како си поминете така низ сите овие месеци, чекајќи го? Тоа е едно Искрено, прекрасно. Знам дека нешто е што треба да клише и сите го кажуваат тоа, ама стварно е најубавиот период од животот. Уште од денот кога ќе дознаеш дека ете носиш, ќе донесеш нов живот на овој свет, некако приоритетите се менуваат. Добиваш едно чувство на спокој, на сигурност, на смисла на животот и едноставно размислуваш само позитивно. Верувам дека и Зои ќе се сложи. Ево, ја гледам се на солзени очи. Да се расплачам. И едноставно ништо друго не е важно. Размислуваш само за тоа и си среќен секој ден. Јас само знаеш што ќе ти додам. Најубавото нешто кое ќе го земеш во рака.
Да, Верувам. ти веќе го Едва држиш во чекам. раце тоа што таа го зборува и затоа и тука примерете ми беше, мислам, до сега сме немале па и генерално гостинки кои што зборувале за мајчинство или за некои такви теми, секако дека нема да зборуваме само за мајчинството и за децата, ќе зборуваме и за многу други работи, но убаво е па да се споделат и некои такви работи. Јас Како често не? кажувам дека барам партнер, сега сакам да ме фати мајата и за ете за детенце, за убаво Па нека види, биде. јас до сега таму кај што сум отишла, тоа и се случило, така На да... вистина? Ќе видим. Па тогаш, па што не си ми И кажа. јас имам лесна нога, да не се Ма требало вие порано да ми Следен пат ние кажете. ќе ти дојдеме, уствари следен пат може си да... Да, покрај една мајка и една идна мајка, мислам дека условите за да те фати мајата Извини, се баш две поголеми. мајки и една идна Две мајки, мајка. да. Евче зашто И не се Евче крие, не не во разговорот. Ама тука се знаеш ли што имам напишано нешто за тебе, Зои? Вика, сама, сакам јас да видам сама. Мојата прва песна, што е уствари спротивно од она што јас сакам во животот. Да, сакам да те прашам, дали сакаш некогаш да бидеш сама? Искрено, јас не знам да се снајдам сама. Ја морам со некој да бидам. Значи, дали тоа е детето, мажот, Сакаш да си другарки, функционираш во фамилија. друштво? Да. Не знам да функционирам сама. Тоа ми е можеби некоја мана, не знам. Па, не, тоа си е само начин на живот кој како си се навикнал. Александра? Па може би тоа е некоја адолесцентна фаза, јас би кажала, кога сите... Не, види вака сега, не, јас не кажувам пример за сами да живеете. Да Не. не се разбереме грешно. Се разбираме, дека на да, секоја од нас понекогаш ни треба период, Апсолутно. мислам не период, туку време, ето од денот, да си го поминеш сама. Не само од денот, и период од животот кога, ете, може би треба да се посветиш повеќе на самата себе, да се засакаш повеќе Да, самата тоа да. себе. Меѓутоа, како велат, сите го замислуваме животот со некој покрај нас, сите сакаме некого да сакаме и да остариме покрај некого, мислам дека тоа е најубавото нешто. А далеко од тоа дека, ете, јас лично сум имала периоди кога сум била сама и во тие периоди сум познавала доста работи за себе што порано не сум ги знаела, сум растела професионално и едноставно сум се чувствувала многу убаво, многу слободно, многу исполнето. Апсолутно не е лошо, но не знам, јас сум човек што стварно сака друштво, сака, не знам, сама едноставно А не може убаво да ти е така да функционира. функционираш и Да. тоа сосема во ред. сама потуш. Сега од кога станав мајка, тоа ми е единственото кога сум сама. Па дури некогаш и некој чука вака на врата да видам само што правиш. Направи преработка. Да, ама не, песничата кога го слушнав вчера, онака ме дури си се насмеав сама и ја знам песната што уште она на вистина ја знам. Сериозно? Да. И онака како ја слушнав реков, чекај малце нешто да запееме, да вратиме назад во времето некоја 2000 таму 11-12, не знам која година е. О, баш Ја, одамна. Да. Зои се врати од Германија, мислам таму живееш, тука доаѓаш на гости. Да. Знаеш како викам јас? Сите одат во Германија на печалба, ја доаѓам во Македонија на печалба. Како така? Се шегувам. Не, шала на страна, уствари, Сакаш тука да ми кажеш, се... поминуваш кај сите по дома, дај баци рака. Не. Соработките ми се најмногу од Македонија и заради тоа и многу почесто доаѓаме, нормално дека и нели нашите да си ги видам, моите тоест, и Марија да ја видат, поготово од кога станав мајка, ама и работата ми е повеќе тука ме. Да, и иначе тоа со баци рака беше само шала, да не се разбереме. Ама и тоа погрешно. проаѓа. Па добро, мислам детенца како ќе го однесеш кај едната баба, кај другата баба, ваму таму Добро, кај некаде нас е види. малце подруго. Едната баба не живее во Словенија, другата баба ни е тука, така да ние заобиколуваме. Па ќе се каже пример, ете Германија, нели ставаме пример на Инстаграм, се оно што ние сакаме да пласираме. Додуша ти ги ставаш и сите реални моменти, но ете пример, која е осаменоста таму кога си на страна? Оу, за ова може да одвоиме цела емисија. Не мора, може Значи, во пократко. буквално. Па искрено, знаеш како, Германија ме порасна, да кажам. За многу работи. Животот таму воопшто не е ист како луѓето кои што го пласираат. Тешко е многу, поготово во последните 2 години, 3. Се е подругачија. И многу си осамен, немаш со кого ни кафе да се напиеш. Прво, немаш време за тоа да го направиш. Второ, немаш ни со кого. А и луѓето се многу ладни. Не прифаќаат многу.
кога ќе кажеш од каде си или не дека нели од Македонија сме, ама кога ќе Општо. слушна дека си од негдека дојден, се многу поладни. До честни случаи, значи има и нормални луѓе кои што навистина ме воодушевиле и ми поделе рака кога најмногу ми требало. Али јас сум сама со куќето, со Тадеј и со Марија. Александра, некогаш би заминала ли да живееш надвор од Македонија? Мислам дека не. Кај тебе веќе Досега професијата кој да бе- ме прашал, да, секогаш сум го кажувала тоа, нормално никогаш не вери никогаш, меѓутоа секогаш ме води таа мисла дека Александра Јанева нема да биде никогаш Александра Јанева во друга земја. Мислам дека секогаш ќе се чувствувам како тугинка во друга земја и некако таков ми е карактерот, така сум воспитана и сакам да бидам покрај моите, многу сум блиска со моите родители и искрено ми е многу криво заради тоа што мојот брат е на страна, живее во Америка и веќе едното дете им е одделено и не сакам другото. јас да им ја зголемувам таа тага и осаменост по своите деца и туку сакам да бидам колку што можам поблиско до нив, да ги гледам, да се слушаме секојдневно. Така да мислам дека Македонија е мојата земја за навек. За навек, па добро. Секој таму каде што си се пронаоѓа. Јас верувам дека и Зои сака да се врати. Знаеш кој сака најмногу да се врати? Сопругот мој. И тоа кој ќе го прашаш кај сакаш да живееш, он вика во Македонија. Пошто тука играше во Металург 7 години и него тука најубавите години му се уствари поминати и он тука се чувствува како дома, не во Словенија. Зетот сака да се врати тука. А дека јас не сакам, јас сакам, ама ако гледам реална некоја слика, можеби Словенија е најидеалното место да се вратиме, име чисто им си на Балкан, им си во Европа, што викам ја. И за мене, мислам и за нашето дете, дека таму би имало најдобра иднина. Ајде, здравје. Животот сам ќе си покаже каде треба, кој кај треба да отиде, како и да е. Затоа што споменавме ете ракометари. Јас не го знаев фактот дека на Александра мажот повеќе не е ракометар, но би ве прашала, ете пример, кога се запознавте, беше ракометар во тоа време? Беше, меѓутоа рекреативно. Рекреативно? Повторно. Затоа што порано се бавеше професионално со ракомет. Имаше неколку години на професионално играње, кога веќе се запознавме, беше само рекреативно. Кој повеќе прави жртва, жената или мажот? Мислам, спортистот или другиот партнер? Затоа што може да биде и обратно. Нели има надпревари, имам нешто каде што треба да се патува, еве Зои Да, се. еве Зои се уште го живее тој живот, па ќе да, препуштам прва да кажам. кажам. Куфер не воопшто Па, лесен. живот во куфери, буквално ние имаме. Јас со 2-месечно бебе се селев поради спорт. И искрено и многу убаво да се жена на спортист, ама и воедно многу тешко, затоа што ако тој падне психички, ти си тако што мораш секогаш да го дигаш. И не е баш така едноставно. Знаеш, некогаш ќе ми кажат, што тебе ти е лесно, жена на спортист. Ама вие не знаете позадината кога живееш со тој спортист како е. Една мала повреда може многу голема болка и трага да остави. Таде имаше страшна повреда во Македонија, да стварно тука да не бев, мислам дека јас и неговите и моите, не знам како би тоа све поминало. Добро, па како кажуваат, партнерот Треба да е во добро и во лошо Ета така. Не само едниот партнер, туку мислам двајцата партнери треба да се едни за други, затоа што тоа е тоа. Сега пример. Јас ова можам со сигурност да го потврдам, затоа што кога ја започнавме врската со Иван, знаев да присуствувам и на некои тренинзи, на некои такмици, и дури на самите тренинзи, моментот кој ќе го видиш, значи дека некој ќе му направи некаква повреда, дека нешто ќе се случи, значи срце ти застанува, не знам на утакмици, ако се случи нешто посериозно, поднос на повреди, навистина е стресна ситуација и треба да имаш големо срце да го пребродиш тоа. Да, да го пребродиш. А замислете да сте имале кикбоксери? Не би било. Не. Не мора да замислим. Јас гледам, татко ми цело време гледа дома кикбокс, викам сам ќе да му донесам некој издет кикбоксер. Немој да мислиш дека ракометот не е таков. Знаеш Доста како се груб тепаат? спорт. Да. Знаеш како се тепаат? Па може подмукло. Па зависи. Никогаш и баш не е така. Обично за спортот, пример, се кажува дека спортистите се изложени многу на повеќе присуство на повеќе жени,
самото по себе. Еве сега пример пак кон Зои ќе се свртам. Некогаш ти пречела ли конкретно да гледаш пример да се врткаат околу твојот сопруг повеќе девојки? Или не си почувствувала нешто такво? Не. Искрено, мислам сега нормално дека постои некоја доза на љубомора, тоа е здрава љубомора, ама не, зашто знам дека никогаш не вели никогаш, ама знам дека нема шанси да најде нешто подобро. Ова е прав одговор од права жена, па како не може да Јас најде? се шалам секогаш, викам, да те земе некој, нека те земе, за 15 минути ќе те врати пак и мене, како да ти кажам. Зои Преска кажа нешто ми подава рака тогаш кога најмногу ми треба. И јас сакам да ја слушнем таа песна, иако не е најновата на Александра, Како убаво ја поврза. Уште Преска го слушнав, но реков ајде прво нека се докаже после тоа. Ајде Виктор ќе дојде да запееме. Ајде да попееме малце. И поваш рака и секогаш така тажна кога сум. Од твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Без тебе кода паѓа, без ни денот што се раѓа. Доне тој некој мрак, оставен без траг. И тече празно време, некој немир да ме земе. И слаба сум, и слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизвежен. Како моја сенка, ко шепот најнежен. Дури секој здир, ти ми разбираш. Пролетне се ти, животот наш. Ми поваш рака и секогаш така тажна кога сум. Од таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. На крај сите. Ми поваш рака и секогаш така тажна кога сум. Од таа твоја рака гасна мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Може веднаш да продолжиме со уште една песна, ама сите да запееме, може? Така ни зората не ме скорива. И уште повеќе ме прави тажна. И сега јасно е денот што ме буди, ке ме полуди. Свирете ја зајди, зајди, пивко полека. Мене ми е таа песна, гледам судена. Чашата е преполна, ме задушува. Душата е уморна и ме напушта. Чашата е преполна, ме задушува. Душата е уморна и ме напушта. Свирете ја зајди, зајди, тивко полека. Баш ми е кеп што те натеравме да запееш. Зашто не сакаш да пееш воопште? Тука е завршило. Завршила? Ви благодарам многу, ќе ве викнам малку подоцна, ќе пееме повторно, ќе ја отпееме и новата песна на Александра. А што се случи со твојата музичка кариера? Не, Магично престанува и толку. не. Некако имав период каде што и пеев,
и почнував да шминкам. И во тој период многу повеќе се пронедов јас во шминката. Многу повеќе ме исполнуваше. Некако како музиката ја сакам, прва љубов ми е и обожавам и да си пеам и на Марија и пеам и на мои блиски се, ама јас повеќе се пронедов во шминката и во мојот салон и тоа некако ме исполнуваше и многу ми фали. А сега ни тоа не го правиш, тоа сега сакам да го кажам. Сега Си се шминкам јас, види, јас Нормално. имам таков контент. Нормално, Си се добро. шминкам постојано и знам дека еден ден ќе отворам салон. Каде ќе биде што и како ќе видиме, ама знам дека ќе му се вратам на тоа затоа што тоа е нешто што стварно ме исполнува покрај ова сега што си го работам. Александра, ти би работела ли нешто друго, освен пеачка, освен музичар? Не знам дали знаеш дека јас по професија сум дипломиран стоматолог, меѓутоа никогаш Работиш во тоа? животот немам, ниту еден ден немам работено како стоматолог. Искрено никогаш немало опција Б за мене, од секогаш била музиката и мислам дека се дури размислувам така, можам максимално да се посветам на музиката. Кога би имала некоја друга опција или алтернатива, некако мислам дека нема да се давам целосно на музиката. И тебе буквално некако имаш многу мирна кариера. Нема, пример, некои драматични моменти, нема скандалозни моменти. Мислиш ли дека тоа во некој случај те вратило чекор назад, а не те турнало чекор напред? Како не, нормално дека се си има своји предности и своји недостатоци. Јас по природа сум таков човек, значи не можам да глумам да бидам нешто што не сум скандалозна, не сакам да навлегувам во конфликти, туку едноставно оно пошто сакам публиката да ме памети, едноставно да ме почитува и да ме знае мојата музика. И мислам дека добро се држам на тој пат, затоа што сите ја препознаваат мојата музика. Сега, нормално дека тоа можеби треба подолго време да помине, подолг временски период за да, не знам, повеќе песните бидат слушнати, станат хитови. Тоа е еден пат кој така подолго се оди, меѓутоа на крајот мислам дека е потраен и многу позначен, затоа што оние фанови кои што јас ги имам од самиот почеток на мојата кариера и до ден денес ги имам, до ден денес ме слушаат и доаѓаат на моите настапи, знам дека утре кога ќе направам концерт ќе бидат таму во први редови на Има на мојот некаква концерт. таква најава? Здравје Боже, планираме за следна година. Браво, ова е одлично и многу Ова е ми е така драго што го амбициозно. слушам. Па не воопшто. После она што ми следува приватно, сите ми велат дека е малце преамбициозно да правам планови за следната година, меѓутоа еве јас и годинава го најавив мојот албум Сестро и би сакала Сестро со промоцијата на Сестро нормално да следува и концерт. И За заслужува. да се изведат сите И песни. заслужува. А луѓе сте кои што планираат или луѓе сте кои што живеат од денес за утре? Јас планирам секогаш, ама морам да кажам дека Да, кога ти ми- станав мајка, малку е тоа променето и е нормално затоа што она ми е приоритет, али секогаш сакам да ми биде планот направен пред време. Па и да се држам на тоа колку можам. И јас планирам исто. Мислам дека и професијата ми е таква, едноставно мораш да планираш, не може да биде од денес за утре, иако се Може. случуваат многу работи, да кажам, на светската сцена и ете некој непогоди, мислам периодот со корона, се што се случи, се ништо поминавме, каде што едноставно мораш да дадеш оддишка и да ги одложиш сите планови кои што си ги имала, ама по друга страна, ако не планираш некако, не знам, постојано ќе си во неизвестност. Да. Ама со знаеш како некој музиката. живе, некој пример еве како мене, па живе од тој адреналин на неизвестност. И некогаш е поинтересно 5 до 12 да ги направиш работите, иако 5 до 12 реално е многу стресно. Кога Да. се прават работите, но тој стрес некогаш одржува во живот. Не знам, барем кај мене во случај така. Учам да бидам еве ова Зои што го кажа баш минатиот пат кога се допишувавме, се сеќавам ти кажувам па кај мене ова е и рано дури што го кажувам 2 недели унапред, тоа не се случило или не знам кога беше. Зои, многу често си директна, отворена, искрена. Дали мислиш дека со тоа ја купуваш целата таа публика, дека заради тоа е таа твоја армија на луѓе која што е позади тебе?
Па да, јас сум тоа што сум и пред камера и позади камера. Мене ме гледате на Instagram, YouTube или TikTok и со шминка и без шминка, и нервозна, и тажна, и среќна, и секаква. Едноставно, кога сум се одлучила дека сакам тоа да го работам како што треба. И стварно се посветувам и гледам да бидам, нели, најприродна, нормално дека сега не снимам јас 24/7 што ми се случува во животот, ама сум реална и стварно сум среќна и благодарна што сум таква. На сама себе сум се горда, затоа што и мајка ми стално ми вика: "Добра, Кирако, како можеш да си таква?" Таква сум, едноставно таква сум ја родила. Како да Па ти нема, тоа кажам. е убаво. Мислам, за мене искреноста е број еден најдобра човечка особина која што некој може да има. Реално, затоа што само искрен човек ќе ти каже вистински што мисли, нема да те заобиколува. Да, нема да те јас знаеш како кажувам, секој човек може да сгреши, ама ако сгреши, треба да знае да се извини. Да, апсолутно. И јас така и се водам за све во животот, ако сум сгрешила или сум видела дека негдека нешто сум направила, а сум осетила или ненамерно, нормално дека намерно не треба да го правиш тоа, јас ќе се јавам и ќе се извинам, ќе кажам: "Океј, сватив", или "Извини, каде се случува, кој е проблемот" или било што. Стварно гледам да бидам најприродна и баш заради тоа сметам дека луѓето и ми се отвараат и јас да ви отворам инбокс, мислам, тоа никогаш нема да го направам, али само го кажувам, да видите јас што све на секојдневно ниво добивам од луѓе, какви пораки, дали тоа било проблематика за бременост или некои лични работи кои што луѓето ми се отвориле на мене, а не на некој свој близок што мене не ме познаваат лично, мене тоа ме прави среќна. И јас знам дека со самото тоа што сум го споделила, сум помогнала на многу луѓе. Да, затоа што зборуваш за теми кои што реално ги живееме скоро па сите. Така што луѓето се препознаваат во тоа што ти го кажуваш и нормално е. Ете, примерно, Најмногу ја Александра ценат искреноста, така. да и пишуваат за текстовите во песна, кај не за во текстовите на песни ќе се пронајдат. Кај тебе ќе се пронајдат во на твое животно искуство кое што го пренесуваш. Сите кај нас пример може да се пронајдат во темите на емисијата кои што ги имаме. Така што секој со својата работа си прави според мене, мислам дека тоа е така. Си прави некаков инфлуенс на луѓе и затоа луѓето така возвраќаат љубов, односно на таа љубов која што е веќе дадена. Да. Точно така, да. Еве, тоа јас си кажав сега пример, мислам како јас да бев прашана. Точно да. Добро. Александар, пример кај тебе некако е како што кажав и претходно. Е помирно, не правиш скандали за да можеш да бидеш нападната, многу ретко реално се случило да бидеш нападната со некакви негативни коментари. Додека пример за разлика од Зој, често кога си гласен, треба да си спремен и дека си ставен на линч. Апсолутно, но извини што ќе те прекинам. Ајде. Разликата, јас не очекувам мене секој да ме сака и секој да се служува со мене. Но начинот на кој што ќе ти се возврати треба да е културен, а не безобразен. И не можеш да напаѓаш од лажни профили. Тоа е точно. Ако веќе сакаш да го кажеш твоето мислење, тогаш стои А повеќето се така, име и да, презиме. Значи јас тука уствари ги споделувам и ги ставам затоа што или ако не си прашан. Мојот профил јас го користам за споделување на работи кои што јас сметам дека се окей за мене. Ако за тебе не се окей, можеш да направиш едноставно да не го гледаш, да. Или да не ме гледаш и тоа е тоа. Не, сакам да кажам дали некогаш мирот си го плаќаме со тоа што сакаме да бидеме искрени. Затоа што некогаш ствараат тие коментари и немир. Да, се случува. Меѓутоа многу поретко хейт коментарите може да ти влијаат, да речеме сугестивно, да се запрашаш дали навистина ми требаше ова, дали јас некаде погрешив. Баш од таа причина што скоро секојаш се напишани од лажни профили и кога некој ќе напише новата песна што ја извади. И сега тебе ти стигаат многу коментари, пример, те напаѓаат за нешто. Си наоѓаат причина и рачка. Пријатно ќе ти биде. Не ти е пријатно, ама запрашаш дали е окей. Едноставно, јас го имам прифатено тоа дека не на секој ќе му се допаѓа мојата нова песна и не треба да биде така. Јас ги правам моите песни поразлични за да им се допаднат на различни типови на луѓе. Меѓутоа, кога ќе видам
неоснован коментар од лажен профил едноставно не може да ме допре нештото, затоа што знам дека тој човек не може да застане истото да ми го каже во очи, туку преку тие негови зборови се лечи некои своји комплекси и не ги валидирам тие коментари, не знам како да кажам. Повеќето ствари такви негативни коментари се од луѓе кои што не се среќни и кои што не може да си најдат една светла точка да го живеат животот. Јас стално кажувам, значи, најдете нешто што ќе ве прави среќни, што ќе ви исполнува било што да биде тоа. Верувате ми дека нема да имате време да пишувате на на Зои, на Александра, на тебе, на било кого да пишуваш лошо коментар. начин, они ве гледаат, те гледаат тебе. Инаку мене ми се случува да барам мислење од своји блиски пријатели и многу пати се случило да ми каже, слушај, ова не ми се допаѓа, ова не е добро, можеш подобро, и таквите коментари ги ценам многу. Не, тука сакав да кажам пример. Кога ти пример за нешто ќе се прашуваш, затоа што во се оно што работиме, не сме секогаш сигурни дека сме го направиле најдобриот избор или нај. И сега пример еве ти се прашуваш за нешто дали е добро и некој те гаѓа точно таму. Ако ме погоди точно таму, тоа значи дека јас самата не сум била сигурна за тоа нешто и дека само ми го потврдиле на некој начин оно за што сум се сомневала. Така што некојаш баш е потребно некој да ти каже она што ти подсвесно го мислиш, а не сакаш да си го признаеш. Јас се навредувам. Самата на себе. Јас се навредувам и бришам во последно. Мене не може да ме повреди никој што не ми значи. И тоа е исто. Ако не ми значиш, ти да ми пишеш на мене лош коментар, ќе ме повредиш? Не. Можеби ќе се запрашам дали е нештото, нели, како што треба, ама во принцип може да ме повредат луѓе што стварно ги сакам. Па добро, мислам тоа си е карактер, тоа е карактер. А и искуството, од 16 години сум на сцена. Со музика, па после со шминка, сега со инфлуенсерство. Едноставно, таков ми е животот и сум се прифатила. И знам дека ќе има секогаш. И да не заборавиме дека сме жени, дека нашите... Како ќе реагираме зависи од нашата хормонална состојба. Буквално. Ова беше најдобар муавет. Пред да останеш бремена си една личност, кога си бремена си друга, а ти кој ќе се породи со трета така, да си мечива и страва. Значи сопругот учи 3 различни и запознава 3 различни Ај самото личности. себе си се запознаваш така, верувај. Кажете ми, жена кога кјути, што мисли? Кажуваат дека жена кога кјути е опасно. Вие па кјутите што сакате? Што сакате да кажете? Или се пази да не избувне, да буквално да не ескалира ситуацијата, или размислува многу подлабоко за разлика од партнерот кој што само гледа во една точка и не размислува на она што се случило. Едноставно размислува како утре ќе продолжи со работа, па што не било решено во однос на проблемите со работа, ти размислуваш, пример, не знам, на проблеми во партнерската врска, ете да речеме се случува, секој од нас има, не знам, моменти кај што за нешто ќе влезеш во конфликт или не знам, нема да се согласувате за одредени работи, мене ми се има лично случајно и јас кога ќе се замислам, размислувам длабоко каде сега погрешив, дали требаше ова да го кажам, дали требаше вака да изреагирам. И си кјутам, размислувам цело време на тоа и го гледам сопругот дека воопшто не му е главата таму, дека само чека да ми помине бурата и дека се ќе биде решено, да, без муабет. Он веќе си го решил во главата негова, знаеш? Така е. Јас сум од оние типови на личности кои што сакаат да разговарат за проблемот кој што се случил и не можам да се реши во моментот, не можам да заспиам. Тоа е више лута или нешто да не ми биде разрешено во главата, значи тоа не можам. Додека Иван е малце поразличен од мене, тој може да слободно да заспе, утредента со смирени страсти, емоции, хормони. Тоа е добра работа, со ладна глава да можеш да... Јас порано бев Иван, сега сум... Е добра, ама за жал не може тоа да му успее кај мене. Чекај, ќе видиме. Третата личност ќе видиме од која, здравија Боже, ќе дојде на свет малечкото бебе. Да, тоа е многу интересно, на кој ќе личи. Кажи ми, Зои, ти, што мислиш жена кога кјути? Ти кога кјутиш, што се спрема? А исто како што кажа Александра. Бура? Зависи во која ситуација, ама претежно да. Да.
Да. Знаете што сакам да прашам сега друго, затоа што имаш јавно споделувано за, ете пример, начинот на кој што дојдовте вие до тоа да живеете, да го живеете овој живот, да имате едно прекрасно бебенце и многу интервјуа гледав каде што кажуваш дека докторите беа тие кои што ти кажуваат дека нема шанса. Дали тоа еден професионалец во својата област смее и треба така да ја го каже на една млада девојка која што со цело срце сака да донесе на свет едно живо битие? Дали е во ред првично? Затоа што така како така како твојот случај, така има многу други случаи. Доколку немаш вистински многу јака психа и верба, многу луѓе потпаѓаат и на вистина, како што ќе им се каже, така и вистина се испоставува дека е. Мислам, тоа е многу тажно, жално и... Да, дефинитивно не е ни професионално, ни човечки пред се. Ни човечки, да. Заради тоа што не секој, како што кажа, може да се износи со тоа и да верува во спротивното. Јас потпаднав исто така на почетокот. Јас со плачење, со... Значи, стварно ми беше тежок период и не можев да се... Знаеш, подсвеста ти вика ќе биде, тоест не, ти си викаш ќе биде, подсвеста ти вика не може, ти кажа доктор кој што учел толку години, што мислиш ти? Ама тука ќе кажам дека е многу битен и партнерот и околината околу тебе. И јас секогаш можеби се повторувам, ама тоа е стварно така. Да не беше таде, не знам како би излегла на крај со тоа. Првенствено, првиот пат кога отидов на доктор, отидов на неколку мислења, од кои секој си се оградуваше, као ќе биде, а може и да не биде, никој директно не ми кажа дека нема, се до тој момент, кај што отидов во приватна клиника, кај што ми кажа, нели, приватна клиника, најмногу им веруваш, плаќаш за да ти кажат најдобрите доктори се таму, кај што влагам со мајка ми и само ми вика, со овие резултати, никогаш не да буквално со овие зборови. Ја плачам, излагам надвор, мајка ми со мене, а таде и татко ми беа надвор пред ординација и само таде ме гледа, јас се срушив скроз. И он ми вика, ма не го слушаш, што ти е на тебе? Ќе видиш дека ќе имаме дете. Тоа поминува, значи, временски доста период, каде што нели потоа хормоните уште толку ми се влошуваат мене, ми кажуваат дека имам аденом на глава. И тука више јас почнувам и да читам и сваќам дека тука е сериозна работата стварно и се, ама никогаш не се откажав и многу се посветив на Господ, многу се посветив на Бога, многу почнав да верувам во Него, да се молам и благодарение на Господ и на вербата во Него ние имаме денеска Марија. Како е да се верува дека покрај сето негативно што ти го кажуваат, може да има позитивен исход? Како веруваш? Од каде ја наоѓаш таа верба дека се ќе биде во ред, дека ќе може да го пребродиш целиот тој процес и дека ќе биде она што си го замислила? Еве, ова е прашање и за Александра, не конкретно за оваа тема, но за многу други, мислам, општо во животот. Знаеш како, во тој момент кога тие работи ги дознавав, никако, јас секогаш сум зборувала гласно на сите теми. Оваа тема не толку многу, откако станав мајка, повеќе зборував, ама се случуваше, Господ кога си ги реди некои работи, баш во тоа друштво, каде што некоја жена исто така и се случило, па ти кажува дека останала бремена, па слушаш убави вести. Мали сигнали од тука, некој имал уште полоша ситуација од мојата, па добил дете, и така натака, да просто ете тие некои моменти, пак ја кажам, и она што таде ми кажал, ако во случај се случи стварно да не може да имаме дете, постои начин како тоа нели да биде и све. И тука некако јас се смирувам и ја добивам онаа сила да сама си кажам, ако треба да имам, Господ ќе ми го даде. Тоа се случи. Многу инспиративна приказна е таа и знам дека ја имаш зборувано, но јас сакав уште еднаш да ја повториме. И морам да кажам уште нешто тука што никогаш не сум го кажала, а сум мислела дали да го кажам или не. Лани, пред да останам уствари бремена, пред како му доаѓа
година, скоро година и 9 месеци, ајде 2 години да кажем. Јас, знаеш, некои веруваат во такви работи, некои не. Татко ми дознава една жена која што има дарба од Господ да гледа. И мене омна се таму. Знаеш. И тоа никогаш не сум го кажала до сега. Токму таа жена, во една просторија каде што има икони, токму таа жена, јас кога влегов кај неа, ми рече, кој проблем го имаш ти? Ја викам, па јас сум болна. Јас не можам да имам дете, буквално со тие зборови. Само ми се сврте, ти си болна, ти немаш ништо. И ја викам, како немам, јас имам аденомна хипофиза. После месец дена од тоа дознав јас уствари дека сум бремена. Она од која ми кажа дека немам ништо, јас бев и на испитување, се испостави дека стварно тој аденом го немам. И таа жена ми кажа дека ќе имам керка, дека ќе имам плави очи и темна коса. И јас дознавам после 1 месец дека сум јас бремена. Немој сега си така не расплачеш. Исто така го имам зборувано во едно интервју. Свекрва ми не однесе на Блед. Тоа е Бледско езеро во Словенија. Има црквичка на самото езеро и таму одат да се молат за деца и за општо луѓе кои што се болни и така натака, да тропаш на камбаната. Исто така. Може би на никого ќе помогне и ова. Да. И истото сега сакав да го кажам. Пак ќе кажам вербата во Господ. Многу Бог ги дарува најхрабрите. Точно. Ти благодарам многу на прехрабра. искреноста. Да, ти благодарам Знаеш како многу на некој може ќе искреноста. го осуди тоа и не веруваат во тие работи, може би јас Човек никогаш намака не сум тропа на сите врати. точно, може би јас не сум верувала се до моментот додека некој не ти го каже, не го доживееш тоа. Така. И некако мислам дека таа ситуација мене многу ме опушти и психата веќе кога тебе ти е опуштена, тогаш доаѓа. Ти даде ветар во грб дека Тогаш можеш, доаѓа оди се. само направи го. Да. Буквално. Ти благодарам многу на искреноста. Некако со се што сподели. Па добро, ти благодарам на вистина многу. Јас мислам дека и има многу луѓе кои што живеат со овој проблем реално, така што верувам и дека си бараат и чари и начин како да стигнат до тоа, така што ете, има некој совет, зошто да не, ако ти помогнало тебе, може ќе му помогне и на некој друг. Зошто да не? Александра, ти пример, еве тука ќе се свртам сега и кон тебе, малку да се смириме од тие работи, да ми кажеш пример, ете ти како ги преминуваш тие работи кога ти е нешто тешко во животот, кога не гледаш светла точка, а мора да веруваш, затоа што друг излез нема. Мислам Освен да дека потпаднеш. сите ние сме водени од таа една силна желба. За оние работи кои што ги сакаш во животот, ете јас конкретно за себе, од мала знам дека сакам да бидам мајка, дека еден ден сакам да се остварам како мајка, другата желба која добив во подоцнежните години е да бидам пејачка, мислам да ја живеам таа професија. И имало моменти кога ете во однос на музиката, ете пишуваат различни коментари, па објавуваш песна, исходот не е таков каков што очекуваш. Може би некому му се допаѓа, некому не, си очекувал многу повеќе кога нешто се гради со месеци, кога еден процес трае толку долго време, нормално е да имаш високи очекувања, а на крај не го добиваш оној резултат кој што го посакуваш. Едноставно има моменти на разочарување, меѓутоа од силната желба и од тоа дека Сакаш да ти успееш, сакаш, знаеш. но и потајно во себе знаеш колку вредиш и знаеш дека ти си предодреден за тоа да го правиш. Едноставно се бориш, не ти преостанува ништо друго, освен да се бориш и да веруваш во позитивното и да манифестираш дека еден ден тоа ќе се случи. Сега кога ја слушав Зои, ете, знам зошто оваа приказна има среќен крај. Буквално не може да се случи на луѓе кои што се откажуваат, туку се случува на оние кои што се борат до крај, да. Девојки, ајде да направиме тука една пауза од овие малку тешки разговори. Јас да ви дадам по некој ваучер, да ви израдувам, да ве опуштам. Што може да прави бремена жена во салон за убавина? Да ви кажам колку би сакала да одам во салон за убавина, ама проблемот е што не можам да легнам подолго време и да уживам. Туку вака морам да сум во седната позиција. Масажа може?
Масажа, па може. Некоја лесна масажа. 6.000 денари ваучер од Фала Ада. многу. Така што повели, Зои, можеш да си направиш тоа што ти одговара на тебе. Тука ќе ги поздравиме секако Ада Велнес, ќе ги поздравиме и нашите Стар Боем. Стар Боем ни имаат припремено една преубава даска, не само оваа емисија, туку и во сите останати. Од Стар Боем имате по 2.000 денари ваучер, повели Александра. Тука може да се отидете на ручече со ваши луѓе. Секако продолжувам со подароци. Корнелијас? Добро. Сладко јадите? Сега во бременоста? А ти после бременот? Леле, баш ми е драго. Слушаш, мама? Баш ми е драго. Повели? Повели Зои? Александра, име на бебето? Имаме, ама не откриваме. Не откриваме. Ајде, за брзо ќе да знаете. Да кажеш нешто, ама добро. Како и да е, тогаш ќе продолжам јас со подароци. Дали готвите дома? Да. Да. Ја обожавам да го. Периодов поредко, ама да. Ова е некој рачен миксер. Искрено, јас ова го немам дома. Мислам дека добро Ова би се за мене вклопил. супер ќе биде, па и за Одлично. тебе кој ќе почнете да јадете. Повелете. Фала. И Зои имаше нешто споделено пред некое време. Гледав кај тебе на Инстаграм, као демек, ако бебе прави одредена поза, постојано, значи следи некоја принова во домот. Дали сакаш ти да кажеш нешто дека следува? Или тоа така си го стави? Јас само прашав. Не знам што ме чека. Добро, ти си од тие само што прашуваат. Океј, ќе видиме за некој време. За другарка прашам. Да. За Емче спремни ли сте? Ајде. Гледам тука многу картички некако спремни од длабокото. До кога ќе бидеме на емисија? Чекај, сега ќе видим. Ајде, Емче. А рачуне, Емче нема ни картички во длабокото, Леле, нема со сама некои леле. нови прашања и правила. Ајде, Емче, поведи. Зово Македонија, добродојдовте назад во мојот сегмент. Мама драма. Вечерва ќе биде интересно. Бидејќи имаме многу интересни, прекрасни, неверојатни гости тука со мене. Гласот зад емотивните хитови што го кажуваат она што луѓето се плашат да го признаат. Нежна, смирена, но можеби попасна од колку што изгледа. Леле, Да го можеби прашаме по-опасна сопругот од тука е во студиото позади камерите. Иван, вистина ли е ова, кажувај? И ја нева. Имам своји моменти Како кога можам да чувствуваш? видам поопасно. Генерално сум смирена, сталожена, приземна, добра, меѓутоа имам моменти кога ситници може да ме извадат од такт и знам да бидам импулсивна и опасна, ама тоа се случува тогаш кога се борам за себе. Океј. И жена која си изгради свој свет онлайн, семејство, убавина, лайфстайл и присуство што илјадници го следат секој ден. Зои, како чувствуваш денес? Ова се што каже. Прекрасно. Прекрасно. Добро. Епа, денеска имам многу интересни прашања. Ајде, почнеме со кој? Јанева или Зои? Ајде, ти што мислиш? Со кого треба да почнеш? Ајде се. Ајде со Јанева. Знаеш дека се не Се најавив како опасно и сега. Сама си убава. Ајде, Јанева. Луѓето велат дека си премногу тиква за балканската сцена. Дали тоа е елеганција или стратегија за избегнување скандали? Тиква или тивка? Сега не се слушнала дека се Ја викам на кој му се
Чега. Ајде пак, Ајде, уште. Ајде. Само да ви кажам дека ова ќе оди во емисија. Си извинувам, Емче. Ке мораш да го повториш прашањето, ништо не слушна после тиква. Со теква. Ајде уште. да се Пошто да се расплакавме од Да. такава демотивност, сега Во тоа баланс. насмевки. Продолжи, Емче. Ајде, Емче, без тикви. Луѓето велат дека си премногу тивка за балканската сцена. Добре. Дали тоа е елегансија или стратегија за избегнување скандали? Па ако треба да бирам меѓу двете, тогаш е елеганција, затоа што јас не ги избегнувам скандалите, едноставно не ги креирам. Го немам тоа во себе. Немаш. Што не значи дека не може да се случи некогаш, нормално е некаде да погрешиш и да се створи некој скандал. Иако не го посакуваш, меѓутоа, ете, досега сум немала такво нешто. Претпоставам, затоа сум тивка. Елегантно тивка. Ајде, што е по-лошо? Лоша песна или лажни луѓе околу тебе? Лажни луѓе околу тебе, дефинитивно. Лоша песна, тоа е релативна работа. Она што е за мене добро, за некој е лошо во однос на песните, така што лажните луѓе не се добри да бидат во твоето обкружување, затоа што едноставно влијаат и на твоето расположение и не те водат кон напредок, може да те обесхрабрат на безброј начини, да ја намалуваат твојата вредност, така да дефинитивно лажни луѓе не ти требаат. Кој е најбрзиот начин некој да ти стане одбивен? Не сакам, баш тоа, не сакам фейк, лажни личности. Тие ми се уште на прва одбивни. Сакам луѓето со кои што комуницирам и кои што се во мојот круг да бидат искрени, па макар и да не се согласувам со некои нивни ставови, карактеристики, сите сме ние различни, имаме различни карактери и нормално дека и тие нешто наоѓаат мана кај мене, ама пребито отколку да се фейк, да се лицемерни, тоа ми е одбивно. Исто. Не се беше тиква готова. Се согласи. Емче. Царица. Дали луѓето те потценуваат затоа што си смирена, па после се изненадуваат? Не мислам дека ме потценуваат, туку мислам дека не сите ја следат будно мојата кариера. Мислам, моите песни генерално ги слушаат луѓето кои што знаат што е добра музика, а не сите едноставно во денешниот свет имаат фокус на тоа. Едноставно фокусот им е на различни страни и не секој се труди да слуша добра музика. Некој слуша музика само за да, не знам, му се подобри расположението, за да му минува време. А оние кои што се посветени на мојата музика и ја анализираат, мислам дека се баш онака панови на добра и квалитетна музика и таквите се секогаш поретки. Ова, браво за одговорот и браво за тоа што нескромно знаеш да си го пофалиш тоа што вистински го правиш и тоа е за почит. Ти благодарам. Вистински. Ми требаше долго време искрено Браво за тоа. Да научам да се сакам себе си, да верувам во она што го правам. Затоа што не е лесно, притисоци има од сите страни и сите знаат најдобро да ти кажат како треба да изгледаш, како треба да звучиш, каква музика треба да презентираш, меѓутоа она што е најтешкото е ти да останеш доследен на тоа што си и на тоа што сакаш да го правиш на својата мисија. Ајде, во овој моменти има ли некој на кого би сакала да му испратиш порака без да го кажеш неговото име? Би сакала само на една личност.
Едва и чекам да се врати во Македонија. Кој? Па сега нели немаше да кажем. Извини. Не сум до толку тиква. Ја нема доста, ајде. Не заборавам толку брзо сега. Иако е 3 секунди бремена. беше, да. Обично бремените жени многу брзо забораваат. Нели? Не, Емче си е тактичар. Ода те фаќа, нема потреба кој, Кој? што, а каде. И ќе те праша се. Те хипнотизира со очите и... Најава, ќе каже, брековите, ти леташ во облаци, после си пееш, нема проблем. Ја нема, фала ти многу за... Добро, ми се вика Сакаш уште? да се одмерам малце. Ајде, Зои. Дали твојата врска е толку мирна како што изгледа? Или има малку балканска драма за сцената? И едното и другото. Не, шала на страна. Па во принцип, таде тој што смирува секогаш е помирниот од мене. Ама нормално дека има и балканска страна, како и секаде. Дали некогаш се чувствуваш повеќе осудувана како мајка за тоа што го споделуваш својот живот јавно? Не, Не. искрено не. Твојата мајка, дали гордо ги гледа твоите видеа или ти вика, ајде, не покажувај се онлайн? Прескано кажа. Теско го кажав тоа, она ми се диви како јас се тоа природно си го правам, она не може. А ја снима во последниот влог и се баш се смеевме сладко, зашто она не е човек кој што сака да се снима нешто многу, а јас така накварно ја фаќам во домашно издание. Скришум. Скришум, да. Буквално. Али сака да ме гледа. Добро. Дали некогаш се дотеруваш само за Инстаграм, па веднаш после се пресоблекуваш во паджами? Да, и јас. Да. Па да не речем скоро секогаш од кога се престали во Германија. Таму па нема леле каде да се Нема оди. каде, нема што да прави за контент, за ове. Па да не е Инстаграм, па нема за кај да се дотираш. Буквално. Па реално? Мене излегување ми е продавница, пазарење, ако негде отидеме да прошетаме, и утакмица. А сега веќе немаме толку многу утакмици, затоа што со дете е многу потешко да одиш. Така да сега за до продавница. Или за Инстаграм. Си ги спочитуваш пријателите како така. Кој е подраматичен, инфлуенсерите или балканските роднини на семејни собири? Подраматичен. Да. Балканските роднини на семејни собери. Ова, браво. Мислам се ме фати неспремна. И јас не знам што да одговорам. Па јас мислам дека роднини некако подраматични. Подраматични. Емче, кој ти ги Ја пишува нема што прашањата? Ја не што мислиш? Па, јас имам само балкански роднини. Така што сите ја креираат драмата. Неочекувано. Емче, кој ти ги пишува прашањата? Кој? Прашањата. Сама ги смислуваш? Сама, да. Секоја ти честно. Зошто? Мислам, ти не прашања. Лошо Не, прашање? одлични ти се. Ајде. Мислам, Па само тиква. Фала ви многу за твоите искрени одговори. А сега имам 2000 вауча од Аристократ кафе. Аристократ кафе е најдоброто место еве во ние го градот. имаме и тука пред Тука- нас. Не знам, дали Пиеш кафе. пиеш кафе? Сварно? Не те лаже. Фала, а без кафе јас не можам да функционирам. Пошто знаеш како е, ти си мама. Знам.
И јас сакам вака уште малку да ни продолжи во забавен дух, затоа што реално Емче како Фала што не знам. Да, нека атмосфера. Емче, дали може да продолжиш еве и со картите, и Јанева сама ги посака, и јас не планирам да ги имаме во оваа емисија. Тргна така некако позитивно, па 3 нека си извлечат. Ајде. И ете така убаво. Не треба да ги видам? Или може? Па види ги. Леле. Добро. Ајде, окей. Ајде почнуваме наизменично, Зои со тебе. Ајде. Кога последен пат плачеше и зошто? Вчера, затоа што за 1 месец ќерка ми ќе прави 1 година. И многу брзо ми пролета тоа време. Не ми се верува, стрекни солзи беа тоа. Кога свати дека Дедо Мраз не постои? Ова прашање прв пат го извлекува некој. Многу одамна, мислам дека бев многу малечка. Немој ти ги растажиш дечења. Да, ама Немој. кога бев мала многу брзо сакав да пораснам и некако тие битни прашања баш ме интригираат и сакав да ги знаам одговорите и многу брзо дознам дека Дедо Мраз не постои. Ама сега се враќам на тоа дека ќе ги учам моите деца да Веруваат. дека постои. Добро, ова нема да им даваме да го слушаат кога ќе Да. кога ќе ги учиш. Ајде Зои. Која е најтешката лекција што ја научи во живот? Е тебе такви прашања гледаш самите прашања си доаѓаат таму кај што треба. Па, зборувавме нели дека и најтешките моменти во животот може да имаат среќен крај, како кај мене, така да не треба да се откажуваат во животот и те се случува со причина и нека бидат благодарни во животот. Тоа е најбитно. И да не се прашуваат зошто баш нив. Има зошто. Која песна те опишува како личност? А мене да ме прашаш која песна ме опишува? Па еве сега ме потсети дека го имам одговорот, се одбирам себе. Мојата песна. Браво. Значи која што си има лична порака. Да. Ајде Зои. Дали си благодарна на животот и како го искажа? Ама гледаш ли како ги извлече сите 3 прашања такви? Преблагодарна сум на животот на Господ за све и за лошо и за добро во животот што ми се случило, затоа што така уствари се изградив јас како личност и точно знам што сакам и затоа сум таму каде што сум. И благодарам на одговорот и Александра, мислам имаш уште едно последно. Имам. Наброј 3 умилени места за бакнување. Можам да набројам 3 града? Си помислив. Само. Така го разбирам јас прашањето, не знам како ви го разбирате. 3 места за мене се 3 различни локации. Може. Скопје, Париз и Струмица. Скопје заради тоа што за прв пат се запознавме во Скопје и тука беше првиот бакнеж. Париз заради тоа што ме запроси во Париз. И Струмица заради тоа што и двајцата имаме потекло од Струмица и најмногу сакаме таму да се И таму враќаме. свадбата ја прави. И таму ја правевме свадбата, така. Ти благодарам на одговорите. Девојки, јас ве очекувам повторно да ни бидете гостинки, да направиме следен пат уште поубава емисија со некои поразлични теми. Тука веќе ќе имаме и искуство што ќе може да се сподели. Па се надавам и новитети. А до тогаш да не ги брзаме работите, да отпееме прво новата песна на Александра и така и да ја завршиме оваа наша денешна емисија. Македонија, ви благодарам што бевте заедно со нас. Се гледаме следна недела. Чао, чао. Како спиеш ти, кога толку лесно е да се срушат сни, ги сруши моите ти. Како спиеш ти, во моја кожа десно е да моја ми излези, па друга излажи. Како спиеш ти, тонам во лутиден сон, не гледам дно, сакам да ти се јавам, но скорост не ми дава да кренам телефон. Тебе ти е седно, те чувам себично, солзи ве спијат на твоја страна од креветот. Мене минус спијат тоа што не крива, кажи ми тогаш, како спиеш ти, кога толку лесно е да се срушат сни,
и сруши моите ти. Како спиеш ти, во моја кожа тесна е, да мога ми излези, па друга излажи. Како спиеш ти. Ајде, Емче. Energy, energy, energy. Last one, last. Александра направи нова песна, но јас сакам да ја слушнеме. Предсказуј, леле, многу се губам луѓе, не сум концентрирана. Не знам што Ајде, зборам. полек. Ја пак ќе се навратам, оп, чекај, стоп. Ако нема Сега проблем. јас не можам. Браво. Што? Не знам. Нешто ни душевнувато од речја. Се плашат од прашањето. Сати 15 минути. Океј. Требало се извинувам, глас повеќе немам. 15 минути се смеевме само на тихната. 10 minutes sме. Ама она е мртва сериозна тиква. Ама не, ја викам, чекај, ја добро слушам, ама викам сигурно не.